Денеска се наоѓаме во атарот на селото Бозовце. Тоа е едно мало село во срцето на Шарпланина, во кое што има 160 куќи, меѓутоа за жал околу 100 од нив се празни. Да погледнеме што мислат жителите и што може да кажат за нивниот секојдневен живот овде во селото, кои се предностите, кои се маните за живење во руралниот дел од земјата. Учител тука колку години во селово и што предавате? Во село Вешала и Бозовце четврт век стана веќе што предаваме. Хемија треба да предаваме физика и германски за дополнување на состојба. Колку деца имало во тие времења кога било населено селото, колку има сега во школата? Кога јас сум дошол, сум ја стекнал со две паралелки по 25 деца. Сега реков има само 5 деца на едно одделение, за секоја одделение од прилика тука. 250 некогаш ученици, така да го Сега кажа. стана една петина од тие. Доктор има на 20 на 30 километри најблиску. Доктор имаше до пред некој 5 година, тој се исели во Тетово, работеше овде. Се исели со целото работно место во Тетово, таму работи, таму ги идеме ми, претежно, односно селјани. Dikur fshati kishte 160 shtëpi banuara, kurse sot 40 deri 45. Po ashtu edhe fshatin që kemi afër, fshati Veshall. Nga 200 shtëpi që ishin dikur të banuara, sot ka 25 shtëpi me familje. Raja se ma merës, edhe jam mësau këto truaj. Ma merë bëhat, duhet punosh. Punojnë njerëzit e ne bëhat merë. Природата овде е прекрасна. Станува збор за село на 1300 метри надморска височина. Меѓутоа, за жал, на селото многу малку му се обрнува внимание од страна на властите, особено локалните власти во општина Тетово. Pam, do me thonë, që nga Brodeci, Veshalla dhe Bozovca, çdo hap mbeturina, çdo hap pika, secili fshat nga 4-5 pika me mbeturina. Kjo është faktor që ndikon në mos lidhjen e sistemit ndaj këtyre banorëve nga komuna e Tetovës, nga kompania e cila është për mirëmbajtjen e fshatrave apo qytetit, pastrimin e mbeturinave. Këto fshatra janë lënë në hares ku bota na shen ndryshe në aspektin e turizmit. Disa herë kanë tentuar me lajme të rreshme se do vazhdojmë t'i marrim mbeturinat dhe ajo nuk ka ndodhur asnjëherë. Nuk ndodhi deri sot. Prandaj i shohim se çdo skaj i rrugëve është i mbushur me mbeturina. Инфраструктурата е на многу ниско ниво. Unë vitin e kaluar për shkak të mos mirëmbajtjes dhe mos hapjes rrugëve në dimrit, u detyrova edhe unë të largohem nga fshati, se disa herë mbeta natën e lejeve të urën atje këtu, vështirësi gjithmonë në jetë. Nuk na plotësuan asnjëherë kushtet që kërkuam nga komuna e Tetovës. Затоа локалните власти треба да поведат повеќе грижа и да ги слушнат предлог решенијата на локалното население. Тие најдобро знаат што им треба.